15.000 граѓани досега се вклучиле во третиот пензиски столб. Оттаму велат дека заштедите се сигурни, а нив осигурениците ќе можат да си ги повлечат со одредена добивка. Доброволниот пензиски столб станува се повеќе атрактивен за македонските граѓани. По 3 години функционирање третиот пензиски столб вклучи над 15.000 граѓани кои доброволно плаќаат пари за повисоки пензии во иднина. Од пензиските друштва се задоволни од функционирање на третиот столб, но не крие дека постои можност и услови за поголем развој на овој систем. Што всушност представува третиот пензиски столб? Тоа е пензиско осигурување кое функционира како доброволно издвојување на средства за пензиското осигурување. Тоа подразбира дека корисникот однапред создава заштеда на своја индивидуална или професионална сметка, а потоа тие заштеди ги користи како пензија. Тоа е нешто ново. Основите на овој тип на штедење во Европа се развиени пред 30 години и ние денеска во Македонија, како секаде во развиена Европа, можеме да користиме некои даночни олеснувања и да одвоиме некој денар на страна за да го трошиме утре кога ќе бидеме повозрасни. Нормално е дека може и многу повеќе да се развива. Основно е дека треба човек да има пари да остави нешто на страна. Од пензиските друштва вела дека ова се сигурни заштеди кои преку професионални пензиски шеми, податамо осигурениците ќе може да ги повратат назад со одредена добивка. Во третиот пензиски столб може да се вклучат и лица кои не се опфатени со задолжителното пензиско осигурување. Сметаме дека е доста атрактивно, земајќи предвид дека има и некои даночни олеснувања со кои што државата ги поттикнува, како секаде во Европа и тука во Македонија, луѓето да штедат преку отварање на пензиска сметка. Државата пред неколку месеци им наложи на пензиските друштва да се ослободат од домашните евроврзници во странство. Тоа според пензиските друштва ќе ја намали цената на овие хартии од вредност. Дополнително помали средства ќе се уплаќаат во вториот столб, според новиот закон. Од досегашните задолжителни 6,3%, сега 6% од вкупните придонеси за пензиско осигурување.